Добри дојде за професорот Денко Малески, поранешен министер за надворешни, тој му во моментов е во Струга, затоа и оттаму го правиме ова интервју. Ви благодарам што сте гостин, професоре Малески. Добар ден, Билјана. Првото прашање околу предлогот на премиерот Груевски, неговата идеја 17 пратеници да добие бонус, еден вид бонус победничката партија на изборите. Кој е вашиот коментар, ве молам? Морам да кажам какво разочарување на крајот од летото, после сите месеци расправа и дебата, во која што и лично учествував со се срце, од се срце, во обид да помогнам да се најде излез од ова криза на демократијата. Разочарување дека првиот човек на владеачката партија не разбрал се уште дека проблемот со македонскиот политички систем не е во слабата власт, па дека треба таа да се зајакнува, туку во неконтролираната власт. И ако тој елементарен факт не е разбран, тогаш морам да кажам дека не очекуваат многу тешки денови. Инаку самата таа идеја за воведување на некаков бонус на добитничката партија, за да може уште подцврсто да владее, е идеја на Бенито Мусолини, кој ја афирмира на изборите 1924 година и со тоа си обезбедува 20 годишна диктатура над Италија, која завршува, како што знаеме, како заврши во Втората светска војна, и ја знаеме и личната судбина на Бенито Мусолини. Тоа се применува само во 2-3 земји во Европа, во Грција, во Италија и во малата град држава Сан Марино. И одејќи низ интернет, барајќи информации, видов дека кога на англичаните им било предложено на некакво си истражување да се воведе таков бонус систем, луѓето од колевката на демократијата со 97% отфрлиле секакво размислување за тоа. Значи, за таа идеја воопшто не треба да се нити разговара, нити да се размислува, но ја покажува состојбата на умот, на духот на водачот на владеачката партија, кој после се уште не разбрал дека не слаба, туку неконтролирана власт е нашиот проблем и дека враќање кон демократијата, враќање кон воспоставување на политички баланс во општеството, каде што државата пробила буквално се, пробива во цивилното општество, пробива во личниот живот на луѓето преку онија ужасни работи врзани за снимање на 20.000 граѓани на Република. Најмалку 20.000, да. Сето тоа зборува за неконтролирана власт, никакви бонуси на било која идна власт. Ова не се однесува само на ВМРО, нека биде и СДСМ. Ние со такви играри треба да престанеме. Ако победи, да речеме, СДСМ на наредните избори, неговата власт мора да биде контролирана од опозицијата која би била ВМРО. Но тие базични лекции на демократијата не се разбрани и оттаму вакви предлози, но и она што Макијавели своевремено го рекол за владетелите, а именно дека тие робуваат на својот карактер и дека во еден момент тој карактер придонесува за подем на државата, но кога околностите ќе се сменат, а карактерот не може да се промени, тогаш владетелот е во неволја. И државата и народот се разбира. Граѓаните, кога велам народот, мислам на граѓаните. Велите, ако не разбрал дека постои проблем околу оваа неконтролирана власт,
тогаш не очекуваат многу тешки денови. Што мислите, на што мислите, професоре, кога тоа го велите? Затоа што многу дел од партиите, голем дел од партиите го отфрлија овој предлог на Груевски. Да, секако јас ги слушнав тие образложенија, тие се малку поинакви од она што јас сега го зборувам, и не си го наоѓа тој собствен интерес. Меѓутоа, велам да не се разбере основниот дефект на демократијата, а тоа е отсуството на диалог. Држава во која нема разговор, држава во која не се поставуваат под знак прашање и најсветите, така да речам, тези на владеачката класа, многу слободно и отворено, не може да најде излез од ситуацијата. И ми доаѓаат тешки денови затоа што сето ова што е направено со помош на странците, нели, пржино и така натаму, тоа не е производ на нашата волја и на нашата свест. Тоа е наметнато, смета владеачката структура, и оттаму мислам дека следува еден многу долг период на обструкции при реализација на нешто што ние не го прифаќаме. Ова со пржино ми личи на начинот на кој што политичарите се однесуваа кон Охридскиот договор 2001 година. Да. И дека исто така ќе се влечка како една голема опашка за нас долго време. Ако добро ве разбирам, вие сте песимист околу, и тоа е вашиот став, околу текот на преговорите, како ќе се движат преговорите и крајното решение. Како да се дојде тогаш до добро решение за државата, се разбира, а не за СДСМ, значи за граѓаните, за целокупното општество, демократизација на општеството? Со овие преговори. Еве нешто за самото општество да кажам, Билјана. Како реагираше судството на сите оние откритија кои беа презентирани за начинот да избираат суди, именуваат луѓе тамо, одстрануваат и така. Одстрелуваат. Како реагираше судството? Ете, тоа е општество. Молчешком, професоре, молчешком. Со наведната глава ги исполнуваат сите наредби и директиви од партијата. Ама зари е можно да си го поставиме тоа прашање? Зари е можно во целото судство на Македонија да не се собереше сила и да не свика еден состанок на кој што ќе речат, ама вистина ли е ова, постои ли тамо некакви си имиња кои се споменуваат, така ли работи судството? Ова е навистина шокантно беше. Истото се повтори и во сите други домени на универзитетот, исто така. Во некој контекст беше спомнато и моето име. Нема никаква реакција. Нема никаква реакција од фелата да се оправда или да демантира. И одеднаш практично ние сме со откривањето на лагите имунизирани веќе. Ние порано сметавме дека да, ма се прави тоа, ама не е баш многу сигурно дали е баш така. Сега знаеме дека е токму така и луѓето велат епа ние знаевме за тоа и одговорот од општеството беше навистина поразителен. Што се однесува до политичарите, тие се хранат на таа ситуација сега, бидејќи вели вака, ако ништо не се крена, нити во судството, нити во јавната администрација, ниту на универзитетот, ниту во економијата, ако никој не крена джева, да речам, заради ова што се случува, епа, тогаш ние ќе си продолжиме по старо и ќе продолжат по старо. Добро, песимистли сте околу поставување и преговорите воопшто, текот на преговори која станува збор за специјалниот обвинител и тешкотиите и обструкциите со кои тој ќе се соочи? Мислам дека е тоа една невозможна мисија и не се работи само за тоа да дојде некој супермен, некој човек кој што ќе ја спаси Македонија. Но такви низ историјата, во политичката историја на многу држави,
постоеле такви тип на обвинители, иако подоцна Италија покажува дека и биле убивани? Да, во демократски и релативно демократски системи се јавуваат такви луѓе. Меѓутоа, во еден систем каде што и најдобри намери да има тој човек, во еден систем каде што сите канали се затворени, во систем во кој што судството не реагираше на она што го зборува, што го кажува снимките кои беа објавени, тоа значи дека можеме да очекуваме практично договор околу личност, компромисна личност која што ќе биде по волја на сите и потоа низ некој половичен процес на обвинувања кој знае во кој правец се може да оди, можеби некој мало придвижување ќе има. Али воопшто не сум оптимиста, бидејќи знам ситуации кога некој се обидува да оди против сите, дека тоа тешко бидува и на крај се наоѓа некоја компромисна личност која што не е баш најдоброто решение и која што ќе се обиде да ја извлече ситуацијата чекор напред. Сака да кажете дека можеби странскиот фактор и покрај тоа што со најдобра намера и е одлучувачки во преговорите не би имал сила всушност и одлучност доволно да се договорат страните токму поради овие притисоци за кои говориме, влијанија, односно кон судството и во другите сите сегменти во државата, во општеството од страна на владеачката партија? Мислам дека нашите политичари се свесни за ограничените можности на интервенција на странците во конкретнава криза. Ова е една софистицирана, така да речам, криза. Не е тоа воена криза каде што тие можат да на крај интервенираат и да воспостават мир. Ова е проблем многу наш, така да кажам. Тие не можат да седнат во авион 100 суди и да донесат да судат место нас. Тие не можат во нашето обвинителство да воспоставуваат нови норми на поведение. И мислам дека се политичари свесни за тоа и играат на таа карта. И самото ниво, Билјана и сама забележа, тоа се сепак амбасадори во една земја кои не би требало ни да ја има таа улога која ја има, но се обидуваат да посредуваат. И она што тие го издействуваа заедно со комесарот на Европската Унија, Хан, тоа е, како да кажам, минимум на сите минимуми. Не е тоа договор на партиите, да, свесни сме за кризата во која што се наоѓа нашата земја и ние, водачите на партиите, ќе ги собереме нашите глави околу една маса и ќе седнеме заеднички да најдеме решение на криза на еден цел систем. Да имаше таква изјава, странците ќе се поклонеа пред тоа, а ние гледаме ги тегнат, ги влечат за да потпишат дека опозицијата ќе се врати во парламентот, дека ќе почне сега тука процедурата и барем ете нешто може да се каже направиле. Во овој контекст го гледате ли Груевски како дел од идните избори? Па, како да ви кажам, 1000 пати повторивме дека во нормална држава ова не би смеело да биде, нели? И дека тој после обелоденувањето на онија работи што ги слушнавме, би требало, се разбира, да се повлече. Меѓутоа реакцијата на општеството не беше таква, и тој од таа ситуација црпи сила. Обвинителот, доколку покрене обвинение, може врз основа на тоа да биде тој исклучен, што не верувам дека ќе се случи, затоа што
тие нема да се согласат со обвинител за кој знаат дека ќе покрене обвинение против првиот човек, ќе се обидат да најдат некој што ќе покрене обвинение против некој таму број 5, 6 и така натаму, за да учествува на изборите. Многу една опасна ситуација практично, што ќе се случува во тој период кога тој ќе се повлече и изборите, кои е, колку знам, 3 месеци, може да настане исто тука хаос, натре бидејќи нема никаква соработка, нели, бидејќи никогаш партиите не рекле да, ние сите заедно сега ќе работиме за доброто на народот, да ги отстраниме овие дефекти на демократијата, па бидејќи, да речеме, водечката личност не сваќа дека е тоа дефект на демократијата, па предлага уште поголем дефект со овие 17 пратеници. Бонуси, што е, знам, и одеднаш имаме една прилично драматична ситуација, каде што ќе почнат овие луѓе меѓу себе да се гонат во институциите и да си ја ништат едни други работата. Јас бев против овој начин на решение. Меѓутоа, велам, тоа беше некој минимум кој го извлекува странците од ова. Јас бев за влада во која што ќе седнат сите партии, во која што Заев ќе му дише во врат на Груевски, за да се измени општеството во еден период, нели, на промени и реформи, и потоа дури да се оди на избори. Ова е се многу рано и ќе предизвика, ќе бидеме неподготвени, и мислам дека ќе има некоја репетиција на она што веќе сме го виделе порано. Добро, и следната тема, професоре, бегалската криза и лавината реакции од светски реакции кои беа предизвикани после насилството од страна на македонската полиција кон бегалците. Не ги нарекувам, се разбира, мигранти, тоа се всушност бегалци, луѓе кои бегаат од земјите во кои владеат војни хаос и ужас, Сирија, Авганистан. Тука, што се однесува до државната политика на Македонија, таа отиде од еден екстрем во друг. Првиот беше година и повеќе го игнорираме како држава постоењето на тој проблем. Потоа како земја која што е надвор од НАТО, надвор од Европската Унија, нема партнери со кои да се консултира, се останува на знаењето и умењето на нашите политичари. Значи, се обидовме тоа да го игнорираме, потоа се појавија овие храбри луѓе од невладините организации за да ја смират нашата совест после сите оние работи што ги видовме со возовите како газат бегалци. Сето тоа произведе една тензична ситуација, меѓутоа реакцијата беше многу слаба на државата, затоа што, да речеме, тие 200 километри на бегалците им беше забрането да ги користат превозните средства. И тој е подус тргна по шините, не. Требаше време државата да свати дека може да ги транспортира, па требаше закон да се менува и така натаму и така натаму. Значи, тој е едниот екстрем, или ништо не правиме, или споро правиме, и на крај одеднаш покажуваме сила каде што практично не треба, и покажувајќи се дека сме неспремни. Сега оваа критика на нашето поведение е, мислам, во ред, ако се спомне и европската ситуација. Да, и поддршката на Европа. Да, поддршката на Европа, тие, например, европската бирократија мора да биде свесна дека една држава како Македонија не може да се справи со оваа ситуација. Меѓутоа, тие исто така, бранејќи ги собствените интереси, не знаат што да прават. Ако помагаат со вагони, со храна, со авиони и така натаму, тоа значи дека ќе почнат стотици и стотици илјади луѓе да се селат кон нив. Всушност, сега прочитав дека оваа година Германија очекува 800.000
бегалци да дојдат на нејзина територија, што е 4 пати повеќе од минатата година. На нашата граница овие последни 2 месеци 40.000 луѓе се имаат собрано. Значи, ако помага Европската Унија, ќе се соочуваат тие со свој проблем. А ние не сме во Европска Унија па да седиме на маса, па да инсистираме, нели, заради нашите да бидеме дел од решението на проблемот. Не сме членка на ЕУ, не можеме да разбаваме. И Билјана уште нешто, како човек што предава меѓународни односи, овој проблем е многу сериозен во смисла. Ние за прв пат свативме колку е ова меѓузависен свет. До сега за нас Блискиот Исток беше далечен многу. Одеднаш свативме дека за ден и пол тие луѓе може да се најдат на границата. Тие бегаат од војни и бегаат од беда во зоната на мир и стабилност, Западна Европа, што е уште еден доказ дека не е само тоа цел на европски земји и на Македонија, што би требаше веќе да биде тамо, но заради својата глупава политика не е, и дека тие сакаат да предат тамо во зоната на мирот и стабилноста. Бидејќи тоа не е можно, пред големата светска политика сега се отвара еден сериозен проблем. Тој проблем е како да почне да се проширува таа зона на мир и стабилност кон Блискиот Исток. Оти она што се случува во нашето соседство, сега видовме, најдиректно се рефлектира кај нас. Тамо ситуацијата е очајна, тамо ќе треба прво очигледно интервенција воена за да се воспостави мир и така натаму, но ние сме како држава вон од НАТО, вон од Европската Унија, воопшто не учествуваме во оваа дебата, нити имаме било какво и минимално влијание, така што ние сме сега вон од сојузите оставени на милост и немилост. Ако сака да ни помогне, добро, ако овој австриецот Курц нешто направи, тамо па испрати, фала му и така натаму. Но ние не сме играчите, за жал. Уште една полука. Јас ви благодарам, професоре, што бевте гости. Молам, Билјана, благодарам на поканата.